Поделете ја храната со оние што се гладни, бидејќи хуманоста ја отсликува големината на еден човек. Водени од ваквата кауза, неколку жени од Виница под плаштот на Сдруженијето Умиление, преку донации успеваат гладните да ги нахранат, а болните да ги негуваат. Приказната за Виничкото Сдружение Умиление, кое е под покровителство на Брегалничката епархија и со благослов на митрополитот Брегалнички, почнала пред 8 години. Првично нивната хуманитарна дејност била скромна, за денеска да прераснат во здружение кое се грижи за гладните и болните од целиот источен регион. Луѓето имаат премногу емпатија, значи јас лично гарантирам и нели сум сведок на тоа колку секојдневно луѓето донираат, еве обично нели и за поголемите празници, но и секојдневно има семејства во Виница кои еднаш месечно редовно донираат од својот нели приход, одвојуваат за храна и хигиена. Јас апелирам најмногу дека имаме потреба од тоа. Имаме голема поддршка од диаспората, значи можеби да кажам дека тие се и основата што го држат ова нели здружение. Рафтовите во магацинот на здружението пред божикните празници се полни со намирници, тестенини, конзерви, облека, хигиена, како и по некоја играчка. Се пакуваат пакетите со кои во овие радосни денови ќе им донесат надеж на оние што немаат. Месечно околу 80 семејства добиваат помош во храна и средства. На повеќе од 10 дечиња им направиле роденденски забави. На неколку семејства им го решиле станбеното прашање, а многу домови опремиле со мебел и бела техника. Во нивната програма се вклучени самохрани родители, многодетни семејства, како и стари и изнемоштени лица. Неколку повеќе смртни случаи на стари осамени лица на кои им помагавме и сега некако се ангажиравме и во тој дел да ги носиме по болници, на прегледи, им купуваме лекарства, иако и тоа беше и од порано, но оваа година некако гледаме и засилено и во тој дел да им помагаме. Исто така на дел од семејствата кои не можат да готват, на некои оставаме средства во продавници да се хранат, а на некои им носиме дома топли оброци. Значи имаме голема поддршка од сите ресторани, домашни кујни, кафеани во Виница. Но без луѓето со срце како планине и волонтерите што секојдневно жртвуваат дел од слободното време за да им помогнат на други, оваа мисија би била невозможна, објаснува скромната Николовска, која по вокација е економист и работи во училиште. Како пример го посочува и семејството, кое за потребите на здружението им отстапило простор од својата куќа, без да бара ниту денар за возврат. Во благородната мисија на умление, со малк сегмент се вклучи и Алфа, нудејќи превоз и дистрибуција на пакетчиња од Виница за Штип.